Околу 3000 стечајни работници месечно ќе добиваат по 7596 денари, со што ќе се реши нивниот екзистенционален проблем, со кој се соочуваат долги години. На синокешната седница, владата го усвои предлог законот за материјално обезбедување на невработени лица, поради приватизација на предпријатија со доминантна собственост на државата, во јавноста уште познати како закон за стечајци. Со законот се опфаќаат невработените лица на кои им престанал работниот однос во предпријатијата со доминантна собственост на државата после 1 јануари 1995, а заклучно со 31 декември 2016. Во меѓувреме, стечајните работници чекаат пратениците да дадат зелено светло за законот, со кој конечно ќе се стави крај на нивната финансиска голгота. Јас 64 години сум веќе. 15 години на милост и немилост. Со 28 години работам стаж, 15 години кој ќе ме ранеше мене? Главни како чија. 28 години сум работил, плаќал сум само придонес. Кај се тие пари? Не можам лекарства да земам, да идам да се лекувам. Од 2002 навака се очекува. Нас не фрлија по болници и кој како се знаеме, се наоѓаме за лекарства, а никој не ги политичарите што кажа човекот не ги интересира за нас, за нашето здравје. Никој не рекол што како за овие години како прекаруваме ние. Според предлог законот, финансиска надокнада во висина од 7596 денари ќе земаат лицата кои биле најмалку 15 години во работен однос во предпријатијата со доминантна собственост на државата. Потоа лицата на кои им престанал работниот однос во предпријатијата, каде што доминантна собственост има државата, по основ на стечај, ликвидација или технолошки вишок, и на кое на денот на влегувањето во сила новој закон е на возраст од најмалку 52 години за жени, односно 55 години за мажи.